утро ќе разговарам со фамилијата Симоновски, кои што се горди родители на Матеј Симоновски. Годинава го доби златниот медал во Ниш во бразилско џиу-џицу. Да слушнаме од нив, односно од Матеј, како помина на надпреварата, тато и мама ќе слушнаме колку се они горди. Матеј, здраво! Здраво, здраво. Јас сум Матеј Симоновски, имам 11 години. Се занимавам со спортот бразилско џиу-џицу веќе 5 години во клубот ЕНСО. Учам во училиштето Димитар Миладинов и ова си моите родители. Браво, Матеј, како од пушка, се ни кажа. Браво. Го освои златниот медал во Ниш? Така, да, го освоив златниот медал во Ниш. Против кого се надпреваруваш? Имав една борба против Тодор Филиповиќ и го победив 12-0 на поени. Браво. Тодор Филиповиќ од каде? Од Србија. Од Србија, браво, браќата Србија ни ги победи, ама браво за тебе. Кажи ми, го имаше златниот медал на тебе, но слушнав дека и други златни медали си добивал и многу други награди. Да, имам многу други медали и на многу турнири имам учествувано. Браво. Кажи ми сега, за оние кои што не знаат што е бразилско џиу-џицу, што значи тоа? Па бразилско џиу-џицу е спорт каде што на почетокот се бориме горе, но потоа се продолжува борбата доле кога почнуваат и поените да се добиваат. Што е целта на бразилското џиу-џицу? Да го совладаш противникот да го долу? победиш противникот, да го завршиш или да го победиш на поени. Всушност тоа е самоодбрана техника. Браво, браво, многу убаво ми објасни и на мене, но и на гледачите кои што не знаат за оваа вештина, па да слушнат малку повеќе. Да ги прашаме мама и тато дали се горди? Да. Ајде да ги прашаме мама и тато, господјата Елана Симоновска и Дарко Симоновски, цела фамилија сте ни тука. Верувам дека сте многу горди, особено за овој златен медал. Секако и секогаш ќе бидеме поддршка на Матеј, се додека сака да учествува на надпреварите, ние ќе бидеме тие што ќе одиме со него и ќе бидеме горди како и до сега. Така, од каде желбата на Матеј за бразилско џиу-џицу? Искрено, почнавме спонтано, меѓутоа тој се покажа како најдобар до сега и успеа да усвојува многу медали и до кај стасавме. Стасавме до златните медали, стасавте, браво, секоја чест. Дали во семејството тренирате бразилско џиу-џицу, некој од вас, од вашите најблиски можеби во семејството? Не, знаете како секој дете он почна со некој детски фудбал. Во време на корона почнавме некој спорт во сала, како што беше дозволено, веќе на 3 месеци на преварување беше на првиот турнир во Белград, каде што освои второ место, голем успех, беше многу малецко. Колку години имаше тоа? 6. Беше како пајаче, стално го викам. Покажа резултати, 2 години во Македонија беше апсолутен првак. Не ни е предизвик македонското првенство, од тога се такмичиме 3 или 4 до 5 турнири годишно во Софија, во Белград, во Ниш, Сараево, Црна Гора. Сега имаме нареден турнир на 2 мај во Солун. Резултати покажува, секогаш сме први, 1-2 имаме изгубено од сите турнири, од 20 турнири, сме се вратили 2 пати со сребро, другото ние све злато. Имаме многу медали, горди сме на успехот и се додека продолжува да ги покажува тоа, ние како родители ќе се трудиме да му можеме како тренинзи, така и исхрана, кој е исто многу битен дел, детето се лишува од сите детски работи со нездравата храна за да може да ги постигне резултатите. Сепак е носител на помаранџа појас за неговата годиште нема ни противници, веќе на балканско се неколку деца кои што искачаат во неговата категорија да се борат. Така да ние како родители горди сме и ќе продолжиме да си го поддржуваме детето. Браво, секоја чест и за вас и за Матеј, секогаш велиме дека е важна поддршката од родителите за децата да постигнуваат успеси. Како дознавте за бразилско џиу-џицу? Матеј ви кажа или вие разговаравте он да се запише? Па пријател на Дарко го случајно спонтано го однесе во клубот, така почна. Ние искрено бевме малку и да не речам скептични дали ќе му се допадне, дали не, меѓутоа веднаш тренерот увиде дека може да биде во тој клуб и да биде талентиран, да, му ги откри талентите и така и почнавме. Како што кажа сопругот, за кратко време и надпревари и се што следува понатака.
Колку е важна поддршката од родителите кога децата сакаат да тренираат нешто, а еве велите па ние сме скептици дали ќе го биде за тој спорт или не. Нели често родителите ајде кошарка играј, фудбал играј, нешто што тие тренирале во младоста. Колку е важно да ги следите со ништата на децата, особено Сопругот максимално ги следиме, сме голема поддршка на Матеј и така и ќе биде. Не само за спортот и за се што треба во животот, тука ќе бидеме за него. така. Кои се оние придобивки и промени кои што ги забележавте кај Матеј од кога почна да тренира? Нели тренингот е одговорност, самодовербата, како што гледам Матеј е одличен во самодовербата и во изразувањето. Кои се придобивките од спортот, особено бразилското џиу-џицу? Таа само контрола кој што спортот ја дава и таа сигурност е нешто што детето му го изградува карактерот за да продолжи. Исто така не само како спорт, него дружење со противниците на меѓународни турнири, па и ако сакаме и таа сигурност во себе дека е мојкен да се справи со секоја ситуација преку спортот, така и во животот. Иако има толку добри спортски резултати, и во училиштето лани беше прогласен за најдобар ученик на генерацијата, да, поред. Така да он се развива во еден правец во кој што ние навистина сме задоволни и го гледаме понатака да си продолжи. Ова е скап спорт, морам да напоменам. Све индивидуално си плаќаме ние како родители. За жал, нити државата, нити федерацијата, клубовите се немојкни, не поддржуваат. Иако сме се обратиле со дописи до Министерството за спорт и до општините, не сме добили никаков повратен одговор. Ако ги продолжи успесите и се развива, веќе имам контакти од други држави да почне да се такмичи под друго знаме. За сега не го гледаме тоа како опција, но доколку ваков е односот, може би ќе бидеме приморани и на таков чекор. Да, многу е важна поддршката, финансиската поддршка исто така. Државата треба да биде горда, па и општината, па и клубовите на наш шампион. Сепак тоа е спорт каде што на турнири учествуваат деца. Од Македонија имаше 50 на деца на последниот турнир Битола Скопје. Не се добива така лесно и златен медал. Сепак е конкуренција, сепак е тоа жртва, сепак е тоа знаење кое што треба да се прикаже. Да, верувам дека е така. Матеј, се спремаш за следниот надпревар? Така да, тоа е така би требало да идеме нареден во Грција, а потоа и најверојатно пак во Софија, како и претходната година. Браво, да, ти веќе имаш искуство. Исто пред 3 месеци од Софија донесовме златен медал. Точно да, и во Софија претходната година во ноември месецот земав пак знато, имав една борба против тогаш бугар беше и го победив. И сега пак уште еден противник имав и го победив исто така. Претходно сум бил и во Ниш и пак земав злато. И во Београд сум земал злато. И во Црна Гора и сегде. Сегде сум земал злато. Интернационално. Колку злата имаш дома, знаеш? Па не би знаел баш точна бројка, да, не може Браво. да знам точна бројка. Десетина. Преку десетина викаат тато и мама, браво за тебе, Мати. И сега да им кажаме една порака на сите оние кои што не гледаат, зошто да почнат да тренираат бразилско џиу-џицу. Во неколку збора. Па всушност бразилското џиу-џицу